она што знам дека е најактуелно за твојот гостин од Пакомак е дека ќе поставуваат нови вендинг машини во Охрид во Струга, така што нека им е честито ним и на тамошните жители, па и на туристите и конечно добро утро, Ивана. Добро утро Искра Дутева и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Се наоѓаме во скупската населба Тафталиџа, долж булеварот Митропот Теодосид Гологанов, каде што можете да забележите позади мене се наоѓаат токму и контейнерите за селекција на отпад на Пакомак, кои што моментално може да забележите дека се преполни. А зошто се преполни? Како што се и повеќето контейнери кои што се и не за селекција нели на отпадот низ скупските градски улици, често пати граѓаните се жалат на непријатна миризба, па и дека секакова е нели потенцијална зараза, особено во овие летни жешки температури кои што ги имаме. Како настана овој хаос, да речеме, со ваквите преполни контейнери на Пакомак и што нудат тие, какво решение нудат, ова утро ќе да знаеме, како што спомена и ти од Ико Бердаровски, ќе ви посакам добро и убаво утро, Ико. Да, позади нас се наоѓаат буквално сите контейнери на Пакомак за селекција на отпад, кои што моментално се преполни сите. Дури надвор од нив излегува ѓубре. Каква е ситуацијата, зашто настана ваков хаос на контейнерите кои што служат за селекција на отпад? Да, позади може да се види цел сет на соодветен сет на контейнери за селекција на амбалажен отпад за стакло, пластика и метал и хартија. Зошто е настанат овој хаос? Веројатно затоа што услугите од јавното комунално предпријатие не се на соодветно ниво на кое што треба да бидат. Зошто се тие причини такви? Треба да се побара прашање од таа институција, дали недоволен кадар, бидејќи свесни сме дека во нашава држава се повеќе и повеќе заминуваат луѓе, дали несоодветна организираност, не знам, значи ние не можеме да ги лоцираме интерната организација на комунална хигиена и покрај тоа што сработуваме со нив од самото основање на Пакомак. Ние ова што го гледаме, бидејќи граѓаните нас ни се обраќаат, бидејќи тие контейнери се во собственост на Пакомак, а ексклузивно право за нивно сервисирање има комунална хигиена Скопје, воопшто не ни се допаѓа, бидејќи голем број на граѓани нас ни се обраќаат, нас не прашуваат зошто се вакви контейнерите, каде да го одложат отпадот кој што уредно дома го селектирале. Ние од тие причини, уште во февруари месец оваа година, понудивме соработка на комунална хигиена Скопје, ние да го преземеме тој сервис, ние да ги сервисираме овие контейнери, како организација која што може тоа соодветно да го изменаџира, а секундарниот третман на овој отпад, дополнителната селекција, да ја прави комунална хигиена Скопје на нивните плацови за рециклажа, нели се прави секундарна селекција на тој отпад и потоа тој соодветно треба да се однесе во фабрикиве за рециклирање. За жал, се уште немаме добиено никаков одговор од комунална хигиена Скопје и се соочуваме со овој проблем кој што го гледаме денес и кој што нас е секојдневие. Да, секако ексклузивно право има јавното предпријатие комунална хигиена со овие контейнери. Оно што јас можев да го забележам на нивниот сајт во годишните извештаи стои дека тие имаат собрано 0 отпад тековно по месеци за изминатата година. Како функционираше до сега празнењето на контейнери, ако во самиот извештај стои дека бројката е 0? Па контейнерите од време на време се празнат, меѓутоа не со онаа динамика со која што граѓаните ги полнат. Тоа е проблемот. Зошто резултатите за собрана пластика и метал се 0? Не знам, затоа што ние не ги евидентираме тие количини, бидејќи не ги собираме. Кога Пакомак би ги собирал тие количини, ние можеме да кажеме за секој месец, секоја недела и на крајот на годината точно колку амбалажен отпад е собран од контейнерите за пластика, контейнерите за хартија, контейнерите за стакло. Тие извештаи, тие бројки потоа да влезат во
годишните извештаи на нашата држава од Министерство за животна средина и тие извештаи да ги доставиме до европските институции кои што воедно и ги бараат од нас. Вака излегува дека градот Скопје граѓаните не селектираат амбалажен отпад и е многу некоректно, можам да кажам. А од друга страна, сите ние веќе и младите и постарите имаме можност, сме прошетале по блиските земји, европските земји и знаеме како треба да изгледа еден ваков сет на контејнери и како треба да биде организирано менаџирањето на отпадот. Уште повеќе што ние оваа услуга ја нудиме бесплатно за градот како партнерска соработка со цел ресурсите и луѓето кои што ги имаат посветено на оваа проблематика да ги дедицираат за ангажманот за собирање на органскиот отпад, бидејќи тој создава проблеми и миризба. А нашите ресурси ние да ги дедицираме за собирање на овој амбалажен отпад. Имаме добиено како донација од швајцарска амбасада 2 камиона нови кои што чекаат да бидат пуштени во погон баш за оваа намена. Да, но и се почесто е дека граѓаните се жалат на непријатна миризба и преполни контејнери. Вие чекате веќе со месеци или одговор од јавното предпријатие, но одговор нема. Што ви е планот во иднина? Како планирате да постапите, затоа што гледаме дека буквално се преполни контејнерите и нема веќе каде да се одложува отпадот? Па не знам како би постапиле, бидејќи ако почнеме сами да ги празниме, а немаш договор со тој кој што има овластување да стопанисува, малце е непријатно, така. Од една страна, од друга страна граѓаните се незадоволни реагираат кај нас. Да се надеваме дека набрзо ќе го добиеме тој одговор, уште затоа што станува збор за бесплатна услуга. Значи Пакомак не сака да наплатува тоа. Дополнително целиот материјал кој што ќе биде собран, ќе биде предаден на комунална хигиена Скопје и ќе може компанијата да си заработи средства со продажба на рециклаторите од тој материјал, ќе генерира приходи. Тука значи е вин-вин ситуација, затоа што Пакомак ќе евидентира во неговиот систем собран амбалажен отпад, што е наша главна цел, бидејќи ние сме непрофитабилна компанија. Договорот кој што мора да го има градот Скопје со колективен постапувач како Пакомак ќе биде функционален, бидејќи законски ние мора да имаме договор и градот мора да има договор со колективен постапувач. Договорот ќе биде функционален, бидејќи ќе прикажеме собрани количини на отпад, а на крај на денот најважно е што граѓаните ќе бидат задоволни, ќе имаме чист и убав град и секој оној кој што ќе се реши да селектира дома нема да биде одвратен од таа можност која ќе дое до контејнерот, која ќе види пол контејнер, па нема каде нема каде да го фрли она што дома го селектирал. Така да се надевам дека набрзо ќе имаме позитивен одговор и ќе се стапиме во акција да го менажираме отпадот како треба. Да, моментално мислам дека сме далеку од чист, љубав град, барем такви се изјавите на луѓето дека Скопје никогаш не било побалкано колку што е во изминативе 2-3 години, но Струга и Охрид добиваат нови вендинг машини, да споменеме нешто и за тоа. Да. После долго чекање, да кажам, од неколку месеци, бидејќи тоа е скап проект со вендинг машините, Струга и Охрид добиваат вендинг машини во соработка со Кам Маркет, во соработка со Скопска пивара, која што финансираше поставување на 2 такви машини, Пакомак постави уште со сопствени средства уште 2, во соработка со општините кои што доделуваат поени и ги стимулираат граѓаните за да ги користат тие машини. Голема поддршка во целиот тој проект, кој што веќе станува и одржлив и зема голем замав, имаме од швајцарската амбасада. Голема благодарност до нив, бидејќи 4 години не поддржуваат во тоа што го правиме, задоволни се од резултатите. Инаку информациите што кажуваат последниве 2 дена од кога се поставени машините, ние секоја машина од тие 4 поставени машини ја празниме 4 до 5 пати во текот на денот. Значи има огромен интерес, луѓе доаѓаат со вреќи, носат шишиња, машините се празнат и се надевам дека тоа така и ќе продолжи. Сега и доаѓа и туристичката сезона, веќе е во тек. Се надевам дека со тие машини ќе собереме што е можно повеќе пластични шишиња и лименки, за што е можно помалку да завршат во природата и во Охридското езеро, да.
Така да, сепак значи сликата е дека граѓаните, па и скопјани или жителите на град Скопје селектираат отпад, но за жал сликата и извештаите кои што ги дава комуналното предпријатие вели дека не се селектира отпад, односно не знаеме како го бројат селектираниот отпад. Па на граѓаните само треба да им се створат услови и полека, меѓутоа во нагорна линија оди едукацијата и нивната волја и желба за селектирање на амбалажен отпад, за заштита на животната средина, особено кога ќе се соочите со ваква ситуација, кога ќе видите дека полошо од ова не може да биде, така да тогаш и оние најревносните кои што се не сакаат да селектираат, се освестуваат и почнуваат. Така да треба само да им се створат услови и се надевам дека и бројките ќе се подобрат кај јавното комунално предпријатие. Ви благодарам Мико на одвоеното време. Сепак нели убава навика е да се селектира отпад, така нели си мислиме добро и секако ја зачувуваме животната средина, кога нели пластиката, хартијата, стаклото, се она што оди подоцна на рециклажа го селектираме соодветно во контејнерите кои што се за селекција и сега останува нели на јавното предпријатие комунална хигиена понатаму да си ја заврши својата работа. Ти благодарам многу, Ивана, особено голема благодарност и до твојот гостин и само да му пренесеш дека откако беше минатиот пат овде во нашето студио, да знае дека редовно си ги користам вендинг машините, некаде 47 денари веќе имам собрано, но како и да е, барем помалку отпад сум создала на улиците.